Господине Мицевски, поднесовте иницијатива како пратеничка група за распуштање на парламентот. Дали очекувате да биде прифатена многу набрагу оваа иницијатива од владеачкото мнозинство и како очекувате да се развија процесот понатаму? ВМРО-ДПМН ја поднесе иницијативата за распуштање на собранието за да има деловничко, правно и формално материјал во собраниска процедура, затоа што гледаме дека Зоран Заев и раководството на државата упорно бегаат од избори. Ова е трет обид на Зоран Заев да избега од избори. Иако имаше лидерска средба кај претседателот на државата Стево Пендаровски, на која што лидерите на најголемите политички партии се договорија за датумот на избори, повторно гледаме обид за бегство од избори. Зошто? Затоа што Зоран Заев знае дека граѓаните на 12 април ќе ја казнат оваа деструктивна власт, ќе ги казнат политиките на државата, затоа што овие луѓе за 2,5 години успеа Македонија да ја мрднат напред само на скалата на Transparency International, каде што сме најкорумпирана држава во Европа, и на скалата на угледниот британски вестник Economist, според кој што сме хибриден режим. Затоа ВМРО-ДПМН ја поднесе оваа иницијатива. Очекуваме согласно договореното кај претседателот Стево Пендаровски, кој што беше покровител на таа средба, ова барање и овој договор на лидерите на партиите да го испочитува и Зоран Заев и да се соочи со граѓаните на Република Македонија, кои што ќе ги казнат лажните политики кои што се случуваат во нашата држава овие 3 години.